Во Тиквеш сум примен најдобро што може. За утрешниот надпревар одиме во Радовиш да ја оправдаме фаворитската улога и да се вратиме со 3 бода од Радовиш. Детонит не е така лоша екипа. Па Детонит, респект за нивната екипа, знаеме дека зеле неколку појачања овој преоден рок, но како што и на хартија ние сме фаворити, мора да оправдаме фаворитската улога. Твојата улога во тимот? Па мојата улога во тимот како и секој играч, што влезеш на терен, сите 11 сме како еден. Што очекуваш од утрешната средба? Па ние идеме на победа. Очекуваме дека ќе биде тешко. Идеме на победа, земеме 3 бода, пошто сме фаворити и да оствариме нашата цел што ја имаме зацртано. Детонит знаеме дека е добра екипа, зеде неколку засилувања, меѓутоа цела оваа сезона ќе биде тешка за Тиквеш, ако така можам да кажем, бидејќи се борите за пласман во прва лига. Па сега дека ќе биде тешко, не само Детонит, сите утакмици што ни следат ќе бидат тешки, но ние сме спремни, се рачунаме за фаворити, но кога ќе скочиме на терен нема фаворити, ќе даеме максимум за да ги земеме на 3 бода и да се вратиме дома со 3 бода. Идниот викенд овде во Кавадарци ќе ја пречекаме Саса. Да ги поканиме граѓаните на Кавадарци, љубителите на фудбал да дојдат на трибините. Па ќе ни требаат као подршка, ги каниме сите љубители на фудбалот и лозарите ги каниме да дојдат во што поголем број за заедно да оствариме целта. Направиме солидна екипа и се надевам дека ќе победиме. Одиме на победа. Има неколку засинувања Детонит, силна екипа е, меѓутоа ќе биде тешко. Секое ваше гостување на страна ќе биде тешко. Да, нормално е. Пошто сите екипи се подобрени, мислам дека ќе биде тешко, али се надеваме на победа. Сите имат добри екипи, мислам дека ќе биде интересна лигата. Бара ли повеќе тренерот од колку што треба? Па не. Не бара како што треба, колку може. Он ги знае играчите. Така да. Некои други предуслови што треба да се направат за да биде Тиквеш? Па за сега добро оде па. Ќе видиме понатаму. Мислам дека е солиден клуб и со традиција, мислам дека ќе успееме. Можам да кажам дека за утрешната утакмица сме добро подготвени. Трениравме, припремиме максимално, знаете и вие не следевте цело време дека трениравме на снег, на дожд, на кал и сме максимално подготвени утре да одадеме максимумот и да си дојдеме од Радовиш со 3 бода кои ни се значајни, планирани, кои мора како претенденти за влез во првата лига да ги усвоиме по секоја цена. Психолошки тешко ли ви е кога сите очекуваат да влезете во прва лига, а имате многу утакмици за игра? Па тоа е карактер од играч. На некој психолошкиот терет му е поголем, на некој не. Јас со тоа не се оптеретувам, јас само мислам да дам свој максимум и да помогнам на екипата. Гледам само за доброто на екипата, па после иди мојот квалитет и израз самото по себе си доаѓа. Станувате популарен во Кавадарци по вашиот начин на тренирање, на давање на некои инструкции кога во тек играта. Се чувствувате ли како пола кавадарчанец? Па да, ме прифати градот максимално. Јас го давам својот максимум за клумот, тоа тие го видове уште на пријателските во летото, ме засакаја и ми го дават максимумот, ми пишуваат на интернет, ми даваат поддршка и тоа меѓусебно одиме напред. Марио Станковски, утре имате една, би рекол, нормална средба. Тешка е, меѓутоа секоја средба ќе биде тешка во наредниот период со оглед на вашите аспирации за прва лига. Како вие ја гледате утрешната средба во Радовиш и што очекувате оваа сезона? Па според костурот на тимот што го имаме, очекувањата се за најмалце за бараш ако не директен влез во првата лига. Утре ни престојува дуел кај што се очекува да биде тежок, затоа што поготово во втората лига секое гостување во Македонија е тешко, се бара повеќе напори, повеќе вложувања, повеќе борба на терен, ангажирање за да се стигне до тоа што го посакуваме. А тоа е победа. Реални ли се шансите на оваа екипа да дојде до прва лига? Реални се. Реални се затоа што и пред да дојдам ја горе-доле ги знаев играчите кои сте што се и со плюс неколку засилувања што ги донесовме, мислам дека се горе-доле и може да конкурираме и за прва лига би биле реални, да.